Верувам дека ако застанеме на улица Македонија и прашаме некого што подразбира под оперска примадона, оперска дива, дека без исклучок сите ќе кажат тоа е Весна Гиновска-Илкова на македонската оперска сцена, со кариера, со сите скалила изодени, со одлично образование, кај навистина најголемите оперски диви, Милка Евтимова, Радмила Бакочевиќ, сега и вие сте во истата таа улога. Веќе помина 2 децении од дебито на македонската сцена како Микаела во Кармен. Кажете ми, ако побарам од вас да направите пресек на овие повеќе од 2 децении, како ќе оцените својата кариера? Морам да кажам дека класичната музика стана моја определба. Иако од мали нозе ја почнав да ја учам музиката, почнав да работам, да го изучувам инструментот виолончело, многу брзо сватив дека сакам да пеам и веќе на своја 14 годишна возраст влегов во водите на оперското пеење. Морам да признам и не толку многу свесно, колку повеќе со поддршка на веќе сега покојниот Симеон Гугуловски. Тој беше човекот кој ме однесе кај мојот ментор и од тогаш наредните 8 години со господја Евтимова бевме заедно. Морам да кажам дека музиката е еден музички патокас. До кога ќе трае, најверојатно ќе трае се до оној момент додека постои жилбата, постои емоцијата и постои копнежот по она да се представи нешто поинакво и секогаш нешто различно. Во изминативе 20 на години сум била, како да кажам, сум била сведок на многу убави случувања во оперскиот свет. Средби пред се со мои колеги, со мои пријатели. Едни прекрасни пријателства кои ќе траат доживотно. Едни исполнување на едни навистина грандиозни оперски дела. Започнувајќи го својот пат од, како да кажам, од самите почетоци со операта Микаела, влегов прилично срамежливо и прилично исплашена. 96-та година 96-та година. Јас и предходно малку влегов, но тогаш никако начинот на влегување во македонската опера и балет беше малку поинаков. Според заслуги, имавме двајца прекрасни диригенти, Фимча Муратовски и Александар Лејковски, кои ни беа професори на оперското студио, воедно и работеа во македонската опера и балет како диригенти, и тие беа тие кои што стално не следеа нас младите кадри и работеа со нас неуморно на часовите на предавањата на факултетот за музичка уметност. Тоа беше конкретно предметот оперско пеење.
Нема да ги заборавам логичен никогаш. след на нештата. Нема да ги заборавам точно. Никогаш зборовите на маестро Ликовски и Муратовски кои велеа дека колку повеќе имате овде научите улоги на факултетот, ќе бидете многу побогати и посилни за влез во театарот. И навистина беше така. Влегов со Микаела, како што реков, прилично исплашена, исплашена пред се од почита кон луѓето со кои влегов. Тоа беа едни познати имиња во светот на операта. Јас само што започнував на сцената, ми ја дадоа комплетната поддршка, што е и нормално за еден млад човек. И така постепено почна да чекорам, постепено почнав. Во еден момент почувствував дека имам потреба да заминам од овде, да направам еден, можеби, како да кажам, еден исчекор. Се случија војна, се случи војна. Само што тргнав, војната ме врати назад. Но не ме обесхрабри. Малку подоцна, некаде 2000 година, повторно заминав, тргнав за Белград, ги запишав моите магистарски студии, кои веќе претходно беа запишани, но заради војната беа ставени во мирување. И почнав полека да добивам понуди за соработка со театри, кои генерално исклучиво одеа само преку препораки на мои колеги. Затоа велам дека пријателствата се цврстата пријателства и секогаш препораката е многу битна. Следува прилично напорни турнеи. Америка, Данска, Бугарија, Хрватска, Словенија, Србија, Романија. Тоа се Во кои улоги настапувавте? Аида, најмногу во Аида. Аида беше и затоа што тоа се беа претежно летни фестивали и секогаш се изведуваа големите оперски дела, Вердиевите точно. Аида беше таа која што најчесто беше изведувана, не помалку исто така Тоска. Се сеќавам дека Аида ја изведовме и во Пулската арена во Хрватска на фестивалот Хистрија фестивал. За да малку подоцна влезам во една продукција, копродукција хрватско-италијанска во операта Джоконда. За оттаму да заминам за Словенија, да настапувам со Словенечката филхармонија, концертната изведба на операта Отело, јас во ликот на Дездемона. И се нижа летните фестивали каде што, како што реков, најмногу беа изведувани Аида и Тоска. Тоа беа представите кои што јас најмногу ги работев. Има ли, да ви упадна малку, има ли исто големо значење која улога кога ќе се отпее, во кој стадиум од животот, како кај машките пејачи, да речеме кај басите, кога прерано ќе влезат во некоја длабока лага, дека тоа може да ги уништи целосно. Како е кај вас драмските, сопрани, лирските? Знаете како, ние секогаш почнуваме, ние сме сите сме свежи и млади гласови на самиот почеток и многу е добро колку повеќе можеш лирски да се одржиш во лирскиот фах, толку е подобро за самиот глас и за самиот уметник. Сам го одредуваш патот, дали твојата кариера ќе биде 5, 10, 15, 20 години и така натаму. За подолго да се трае, ќе мора да се дозира. Да, не мораш да ги почитуваш понудите кои што секогаш ќе ти бидат дадени, секогаш има и предизвици тука, нормално, кои што во одреден момент гласот може да ги совлада, но менталната состојба е таа која што не е се уште спремна за подготовка на едно дело, оперско дело, така да треба да биде
човек доволно паметен и доволно разумен за да може да ги предочи тие причини претходно и да ги осознае претходно последиците кои што би биле. Јас на самиот почеток влегов прилично емотивно, за да после тоа во разговор со неколку познати светски имиња почнам да размислувам на така еден поинаков начин. Која улога ви беше најкомплексна? Во заштита сепак на својот инструмент, да. Која улога во таа смисла ви беше најкомплексна? Која моравте да ја подготвувате долго време? За сите улоги сум како да кажам, сум се трудела да ги испочитувам, да го испочитувам авторот максимално. Се сеќавам кога ја подготвував Butterfly, Мадама Butterfly, која има една потресна приказна, која е една патем и вистинска, да, и една патем и една вистинска приказна, која што ја отсликува жената во еден временски период, незиното живење и незиното битисување, гејшите. Пробав да влезам многу подлабоко од она што се вели музика, од она што се вели текст, навлегов во традицијата. За среќа во тој период го имавме овде кај нас диригентот тенор исто со вас настапуваше, ако добро се сеќавам. Да, Калуди Калудов, но пресуден момент имаше Тошио Јаганасава. Така се викаше диригентот кој беше јапонец и кој овде кај нас дојде да работи неколку години како шеф диригент. Со него ја проучувавме, ја изучувавме, почнав да навлегувам во тоа да осознам зошто движењата на гејшите се такви какви што се, зошто чекорат со толку ситни движења, зошто секогаш се наведнати и понизни, зошто чајот кој го пијат секогаш со левата рака, зошто 3 пати ја движат чашата со левата рака. За сето тоа имаше одговори и несумнено дека вклучувањето на тие моменти во представата дополнија само да биде успешна, како и што Дали беше. одгласите беа пропорционални на вашиот влог во оваа представа? Дали публиката, критиката го препозна? Критиката беше секогаш позитивна во однос на таа представа. Морам да кажам дека за секоја една премиера се вложувам исто толку како и некогаш. Но чувствувам дека имам потреба да не по секоја цена да бидам ангажирана да прифатите. Да прифатам било што. Може би е некој период на како да кажам, на едно друго видување на работите, но гледам во секоја представа да имам свој предизвик, нешто што мене лично ќе ме инспирира и ќе ме повлече едноставно за изведба на тоа дело. Велат за уметниците не постои пензија, вие сте во вашата оперска зрелост и предпоставам дека е многу глупаво кога се прават интервјуа да се прашува за минатото, како да завршила некоја кариера, иако вашата е 20 годишна сигнификантна бројка. Што е она што досега ви се нема случено? Која улога ви остана неостварена? Која ја гледате во перспектива? Па, добро. Прво, сметам дека секој еден уметник има едно свое, како да кажам, свој врв на својата кариера. Сметам дека луѓето кои што еве во свој зрели 40-50 години се еден период каде што она што пред малку го кажував, гласовното и менталното
негде се соединуваат се конечно заедно и можат да го направат тој сублимат на сцена, да биде комплетен. Затоа тие години велам јас дека се златните години. Јас се уште ги движам, да речем, се уште работам. Се уште ги живеам и она што би сакала да биде понатаму, да има нормално да има представи кои што ќе имаат една поинаква текстура, ќе имаат еден поинаков драмски израз, ќе имаат еден поинаков стил на изразување кај мене, затоа што чувствувам дека сум спремна за модифицирање на некој начин. И чувствувам Верди, Доницети, Пучини го имате абсолвирано. Сега ви треба нешто посовремено. Чувствувам дека можам да влезам во нешто што се вели по зрела, тешка литература, современа литература, зошто да не. Секогаш сме тука за да, како да кажам, да влеземе во она што е за нас непознат свет и музичка ширина и да го испробаме она што можеме да го направиме. А публиката е она која што ќе ни даде еден фидбек на она дали е сето тоа во ред или не. Вие доминантно сте во оперските продукции. Да. Меѓутоа, не изостануваат и концертните изведби. Ви имаме гледано во различни комбинации, на деновите на македонска музика. Колку има простори, колку еден оперски уметник има време да се посвети на оперската сцена или едноставно тоа се фази во животот? Бара многу одрекување, бара многу дисциплина, бара многу жртва, бара многу посветеност и бара многу трпение. Мудрост и пред се една голема професионалност и почит кон сите музички дела. Како се справувате? Вие сте успешен музички педагог. Од вашата класа излегуваат навистина добри пејачи. Исто така сте и неверојатно успешна и дома со семејството. Јас не можев да верувам кога ве сретнав дека вие ниту еден ден не ги оставате без ручек. Непоимливо е со таков ангажман, со еден свет на оперска дива да се постигнува сето ова. Веројатно сум добро организирана. Организацијата е таа која што ме води во животот. Нормално и поддршката од моето семејство, од мојот сопруг. Со тројца мажи. Значи немате женска поддршка исто така. Токму така. Со миленици дома и така натаму. Да не ги заборавиме кои. Исто како деца да се чуваат. Токму така. Веројатно една добра организација на нештата во текот на денот. Педагогијата е една прилично нова за мене работа, која еве неколку години, веќе десетина години значи поминати како побрзо поминува времето. Предавате на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Факултетот за музичка уметност. Едни прекрасни генерации на деца излегуваат. Тие се дели од хорот на операта? И не само од хорот, него тие се и солисти. Тие настапуваат веќе на светските сцени. Тоа се млади луѓе, млади уметници кои што чекорат многу сигурно на во овој наш свет. Веројатно дисциплината е таа која што цел живот ме одржува. Дисциплината пред се кон мојата професија и моето воспитание од моите родители. Така и го пренесувам. Се сеќавам во времето, јас растев во времето на Југославија. Кога луѓето доаѓаат 3-3,5 веќе беа дома и ние секогаш седнувавме заедно на ручек. Тоа ми остана како аманет,
како традиција и како аманет, да кажам, неречен од моите родители, така и јас го продолжив сето тоа. Значи, кај да сме, што и да сме, ние мора во 15 часот на ручек да сме дома. Гледачите, оние кои што прв пат ќе ве гледаат во интервју, ако верувам дека се малкумина, вие сте присутни во јавноста, не на ваше барање, на јавноста всушност, но кога ќе ве гледаат, јас не знам како да ве испровоцирам да ја видат Весна каква е, секогаш ведра, секогаш со одлична смисла на хумор, токму таква, бидејќи се познаваме долги години од нижото, средното музичко училиште, значи Весна секогаш во сериозниот свет на операта, со сериозни настапи, но секогаш дете и секогаш таа која што иницира смеа, со шеги, со се, од каде ви е таа енергија? Оптимист. Да, секогаш оптимист. Па, една карактерна црта. Животот е премногу краток за да било што, како да кажам, остане не одживеано или невидено, нечуено. Јас сум по природа таков човек, оние кои што ме знаат, со кои се дружам, моите пријатели знаат дека сум прилично весела, иако работам во една многу сериозна област и класична уметност која наметнува едно друг израз, друг музички израз и така натаму. И од токму таа потреба, затоа што моето внатрешно јас е многу поразлично, многу поведро и многу поразиграно, чувствувам потреба понекогаш и да излезам од оперскиот свет, да влезам во нешто што е малку пошироко. Не се сеќавам јас по некои кафеански обкружувања, вие да не сте се фатиле за микрофон, не сте од оние пејачи што си го чуваат грлото со шалче, да запееме и да се расположиме и да се прегрнеме и така да кажеме убав збор и неретко секогаш сум спремна да правам и шеги на своја сметка, така да... Има големи уметници, има добри уметници, па и лоши уметници во денешницава, кои што благодарение на целиот маркетинг околу нив и убедуваат јавноста дека се добри, но оние најврвните се разликуваат од сите бидејќи се со широки познавања, со многу знаење од другите области. И јас сакам да ве прашам што ве надополнува, кои се вашите други афинитети освен музиката, дали сакате книга, театар, филмови? Јас сум голем љубител на цвеќето, поради фактот што имам простор каде тоа да го правам. Не одгледувам, но со големо внимание посветувам на зеленилото во домот. И ја потврдувате тезата дека цвеќињата сакаат музика и дека цветаат, сакаат внимание, да. И давам печат на како да кажам и внимание на тоа, особено летниот период. Не помалку и другите месеци. Сакам едноставно да имам една раздвиженост од бои во дворот и тоа ме прави исполната и среќна. Тоа е едното хоби кое што го практикувам дома. Понатаму исто така читам книги. Не некоја многу тешка литература, морам да признам. Некоја литература која што ве релаксира од обврските? Не релаксира или едноставно ми е привлечна. Зависи од периодот. Некогаш може да биде тоа историски роман, може да биде некоја белетристика, може да биде во последен период многу често ги читам и се навраќам на книгите од нашите, токму од нашата бранша, монографиите пишувани за театарот и скоро имав добиено една книга од господинот Ристо Стефановски. Неговата книга носи наслов Мојот театар.
бев инспирирана од емисијата која што имав прилика да ја следам. И во една случајна средба ја добив неговата книга и ете така. Не сум фокусирана на еден жанр, да кажам, но многу често сакам да читам убава литература и литература која што ме расположува и ме прави да бидам одморна. Не само што не се грижите онака искрено да ги изразите емоциите, вие воопшто не е предмет на размислување кај вас да, иако сте звезда, да посакате да пеете со еден Владко Стефановски, да остварите една таква. Кажите ми за заедничката соработка со Владко. Владко е една посебна личност. Со Владко се знаеме многу одамна. Сме работеле на неколку проекти, на гостување во Русија, во 2 театри, во Санкт Петерсбург и Москва. И неодамна работевме токму на Македонско девојче, снимавме заедно, за една прилика. И така спонтано дојде соработката кога тој ги најави овие своји концерти да се вклучам во неговиот проект со изведбата на токму на Македонско девојче, која е, да речам, една стварно нумера со едно поинакво видување од моја и негова страна. Па соработката излезе исклучително добро. Еве сега преостанува уште еден концерт. Се надевам дека публиката ја ужива во тие концерти, таа, да речам, оддишка на духот на човекот кој што навистина е потребна во овие времења и во овој период на живење, на едно прилично стресно време во кое живееме. Така да овие концерти се малтене и неопходни за сочувување на духот на луѓето. На почетокот на разговорот го споменавте Симеон Гугуловски, но почавме да зборуваме за други теми. Јас не сакам да заврши овој разговор без Галичник, зашто знам дека ова место многу ви значи и со гордост го истакнувате. Мислам дека, барем колку што се сеќавам на приказните, оттаму почне и вашата оперска приказна. Па оттаму се моите корени, моите родители имаат галичко потекло, и да кажам и оттаму почна и приказната, оттаму почна некако во еден летен ден точно се случи да тргне приказната од Галичник со покојниот Симеон Гугуловски. Така да тоа е едно место кое за мене има посебно значење. Не само затоа што моето потекло е таму, туку затоа што на светската мапа има најдено свое место. И по својата природа, и по својата архитектура, и по својата фолклорот, по својата традиција, местоположба, убавина, природа, воздух и така натаму. И еве за крај, ќе ги поздравам сите мои фанови, да кажам, и љубители на убавата песна, со најубавата за мене музичка нумера Зајди, зајди. Зајди, зајди, јасно сонце, зајди помрачи се, и ти јасно месечино бегају далеко.
Ова би бил Горти Сариевски и Симеон Гугуловски заради изведбата. Јас благодарам за овој разговор, особено за овој последен дел, неочекуван. Да. За среќа јас не реагирам толку бурно како вие на изненадувањата, но во секој случај беше изненадување. Ви благодарам за гостувањето во Астро. Благодарам на поканата. Особено ја почитувам и ценам оваа емисија, ова што вие го работите. Ја имате мојата поддршка, затоа што ова е единствениот проект кој што не покрива целосно нас и нашата фела. Уште еднаш благодарам. Благодарам. Thank you.